Абе, слушна дека братучетка му на Тонга е ова трудна? Не, абе ќе ја скршат незините. Што веќе ја скрше 35 години, има незините сигурно плачеле за внучиња, ќе ја скршеле. Овој па среќа тогаш. А мислев наша генерација. Каква наша генерација? Бе, супер што е трудна, ама за дете му ми е малце жал. Ќе во Скопје ќе порасне, што најзагадениот град во свет. А ти кажеме, ние сме за греот. Да, ама вчера излегувам надвор и отварам уста. Па нешто ти се отворено устата? Не може човек да си поразговара со тебе. Сега. Да слушам вака, не ми се верува, вие цела вечер можете вака се кара? Сега удиш со отвореността и Страшно. Добро вечер, Македонија. Добре дојде во 9-та епизода, во втората сезона на Агенда 21. И вечерва музичкиот фон ќе биде мојот омилен класичен автор, големиот Роберт Шуман, и ќе слушаме неколку од неговите пијано минијатури. Уживајте. многу убава тема имаме денеска. Да. Денеска малку ќе зборуваме како тоа ние ги учиме децата за да селектираат, да рециклираат. Она што е многу важно и што е најзначајно дека се учи од мал. Мама Весна, све ќе ви објасни. Па баш, Да, сакаме да објасниме денес колку државата така е. систематски ги подготвува Ги подготвува. младите и ги освестува еколошки и од било кој аспект, но бидејќи ние се занимаваме со екологијата, тоа и ни е битно. Така, па ние имавме предмет природни науки и општество. Баш убав. И ние имавме Па и природа ние и имаме општество. природа и општество. И што ве учеа по Што природа? е учи? Сега, што не учат, че нешто за животните не учат. Добро. За За природа, планините, котлините. Котлините. Не, тоа ги планини Не, котлини. нема тоа ти во се, да. географија. И природа така нешто. Толку. Толку. Сега толку не се. А не ве уче да речеме како да селектирате отпад, како да Абе, сега- рециклирате Не. загадување и што значи тоа крај на земјата, крај на Не светот. учеа баш по предмети, ама ќе ни дадеа некој проект да направиме и да го презентираме на час. Или мајка ми што ќе ме Мајка ти ги караше. правеше. Да. Братчетка ми ги правеше. Или мајка ми кој ќе ме караше, кој ќе фрлев некоја хартија. Ама сега не фрлаш. Па не. Се строго женскиот прозор фрла, извини. И за Коледа се прибира рано Да, се Ај ти па знаеш дека не фрлам толку, а свари па толку си посветена. Да. Знаеш. Убаво почнавте, ама фокусот бе на сосема друга страна. Значи, меѓународната заедница препознала дека, вака како се учи, меѓународната заедница препознала дека да, меѓународната заедница, за тие луѓе кои што повеќе инвестираат во образованието, препознале дека е добро да се почне со едукација од најмала возраст, Данска, Финска, например. Тоа кај нив не е проблем. Да работат, да разберат. Прво треба да ги научиш децата да разберат што е тоа. И не случајно се избрани, знаеш, сите водите на боите на селектирање и рециклирање, нели, зошто е зелена, жолта, сина, зошто е зелена еве за батериите. Тоа воопшто не се случајни и изборот на бои. Тоа им помага, но преку имаат рамковна конвенција што е добро во Обединетите нации за климатски промени. Па потоа Парискиот договор и поврзана агенда, акција за зајакнување на климата и така ги викаат сите влади да се обединат и да може да се договорат и да кажат, слушајте дечки, сега ова на глобално ниво, преку оваа конвенција, ние мора да почнеме да ги едуцираме нашите генерации. Гледате колка процентна хипокризија има во се ова, Има. 100% хипокризија. 100%, Значи да. истите тие луѓе кои некои држави ги одбрале да ги представуваат своите Така држави е. во големите обединети нации, одат таму се чувствуваат просветлени, остварени, Така е. продуховени, се, и кога мислиш дека е решен проблемот, тие се враќаат во своите земји и зборуваат нешто потполно трето. Така. Нешто што воопшто не било тема на самитот на кој. Да, и најдов еден податок, што исто е страшен, вели од сите земји на светот, само во околу 100 земји нема референца воопшто за климатските промени, значи ги нема во наставно научните програми и како ќе образуваш ти една Како ќе генерација. образуваш? Тоа е страшен бизнис од ѓубрето. Ама замислете, владата е спремна да си ги труе собствените деца, а ние обичниве смртници, кој ќе мисли на нас? Да. Мислам, Никој. Треба наставниот кадар прво да се образува,
оној кој што ги учи децата, за да бидеме сигурни дека добро ќе ги научи, точно ќе ги научи. И да им објасни на наједноставен начин, значи формата како да им објасни што е климатска криза или глобално затоплување. Знаеш кој ќе кажеш нека 5 годишно дете за глобално затоплување како зелена тиква те гледаш. И па оди бавно тоа, бавно оди се. Значи затоа има едукатори и преку УНЕСКО, преку нивниот извештај учи за нашата планета, покажало дека сите овие промени многу бавно се имплементира. Значи на глобално ниво многу бавно се Затоа што бара многу знаење за климатските промени, се уште нема толку школовани кадри што може да го пренесат и ова мислам дека знаење. имаат проблем со систем како да пренесат на децата. Мислам дека Особено во нашиот метод. образовен Нема- училишен систем, тоа не може да се имплементира сега никако. Никако, Зашто да. ние се занимаваме со детски болести уште во тој. Така е. Знаевте ли дека во Италија има 100 Ти казни... па со таа Италија. Па сега таму сакам да живеам, што да правам. Во Добро. Италија има 100 казни за климатските промени и децата почнуваат да учат уште од предучилишните и во основните училиште. Во 2012 година ги вметна климатските промени во образовниот систем, а во 2020 во 2020 година образованието за климатски промени стана задолжително низ италијанските училишта како дел од граѓанското образование. Точно тоа што ви го кажа вие Тоа. сега за Полска за театарот. Да. Тоа е вистинска држава. Тоа е. Тоа е држава. Кога сакаш да го решиш проблемот, учиш од дете. Така е. Од Тоа ти како да сакаш на 35 години да научиш клавир да свири. Не можеш да научиш клавир, да е најдобриот Иво Погорелич да ти биде. Професор ти не можеш на 35. Така е. Клавир се учи од 5 години. И ова треба да им се метна во мозочињето Во уште на мозочињето. 8, 10, 12, Да. 15. Така е. Кико ќе ми ја дувнеш за Италија ти, а? Ќе те оставима? Нема ни чао да ни каже. Нема, не. На никој. Не може да ти каже чао. Чао. Ватро миле бачи. Да. Arrivederci. Бела. Arrivederci, Беа. Ова паранои. Како? Ќе дојде, ќе те чека пред таму За универзитет. ваков некој систем кај нас прогугла несигурно. И што си мислеше кога гуглаше за Италија? Дека таму ќе се најдеш некоја еколошка девојка? Абе, не го Еколошки чекаат во освестена? Италија. Нема киковци во Италија, не го чекаат. Абе, ти има ли поеколошка освестена од тебе во срце? Да, бе, не. Ова е интересно исто. Тие земји на светот што имаат во својот образовен систем програма за климатско затоплување глобално, тоа го прават во основното и во средното образование, но не и во стручното образование, што се смета за безврска. Нели сите фактори, сите сектори Сите, треба да бидат вклучени да. во оваа борба. Па напротив, тие од стручното образование, кои овие што работат кај што се производства, кај што Да. се оти повеќе треба да знаат за Така за е. ова Така е. проблематика. За да не бидеме ние како стари апарати, знаеш, леле, ние не учевме за ова, вие учите. А вие сте учеле за тоа, ние не сме учеле за ова. Добро, и до генерациите. И до генерации. Речеме, Весна и јас кога бевме млади во минатиот век, Вардар, вие се схичите Вардар. Вие немате однос кон Вардар? Нема. Не. Немате однос. Вие знаете ли дека јас сум живеел на 30 метра од градската плажа и дека се бајле на 5 години, Така е. почекајќи, капата, пешкирот и на 20 метра од дома, јас сум на песочна плажа Си на бе, Вардар, тепано- во кој имаше пловни објекти, Објекти, спасувачи, ова, Се- и во 3 часа мај, Игор, ручек, и јас дома на 20 метра. Да. Сега на тоа место имате бетон. Бетон, да. Тоа е тоа местото кај што ти падна кола. А така не така. Коли. Стоеше и даш вака. Сакам да кажам, ние имавме однос кон Вардар и за нас Вардар беше нешто Беше и И затоа плажа градска имало вистина. градска плажа, руска плажа, женска плажа, знаеш. затоа го напунивте и со некои машини за перење, ништо за перење тањири, Што да правиш, уметничка душа. коли. Не, мене Уште си ја романтизира младоста ја, уште сум во Јас за младост. водици јадев прам. Кола Вардар, така. Не крст ќе фрлат за еден телевизор. Јаков Дренковски се бања традиционално во матка, а ти джипа. Да. Нешто да се фрлело. Да се фрли на заден, за здравје, За за здравје, здравје. за среќа. Така. Ма мислам дека за екологија не можеме да се мериме со вашите генерации, ние сме поосвестени. Не, ние не Да, знаеме ништо за екологија, Ништо. затоа што јас израснав во Козле, каде што и сега живеам, кога сум во Скопје, спроти фабриките алумина и пластика.
Значи, дечки, алуминиум се работи и пластика. Кога се прилиеше до фабриката, мирисаше. Ние одевме и на практична работа, на пракса од гимназија, но сега еден ден да работиме во фабрика. Нити загадување, нити мирисот на воздухот беше на оцет, нити се гушеа луѓето, нити имаше мерачи, па ја тврдам дека тоа беше чисто. Јас сеќам 80-те Вујко ми работеше за Југословенската амбасада и као да ми кајде јас завршувам прва година академија и ќе одам во Америка, Њу Јорк бе. И гледам собираат пластични шишиња. Као вие ненормални бе, што брат тука ова, тоа шпајсот нини, што брат, што собираат шишиња пластични, гледам, се Нерика, сега ќе те однесеме да видиш, ти земеш $5. За $5! Каде ќе земам $5? И прв пат тогаш видов машината што објаснувавме лани. За рециклирање. Така, прв пат. Динг, динг, динг. Пред 30 години. 89-та. И сите на крај ти бараја доларчиња, си одиш, ама не е за доларчиња. Исплата брза и точна. Да. Ама системот како функционира Значи системот. како функционира човек. Што во 89-та било такво? 89-та. Сега замисли како е. Да. Друг Се свет. имаат. Сосема друг свет, да. 53,6 милиони метрички тони достигна електронскиот отпад на глобално ниво. Мислите дека имаме се уште време да спасиме планетата Земја? Јас не сум баш сигурна. Земјата е навредена. Како одговор, нуди цвеќиња. А ние ги газиме. Во светот има доволно природа, но не и за вашата алчност. Уште од мали требаше да научите за екологија. А вие што направивте? Водата се штеди затоа што многу вреди. Капка вода, капка живот.
Ме фасцинира човечката глупост и неговиот однос кон природата. Тој е бесконечен. Природата е моја слобода. Природата може да биде и твоја слобода. Што ќе се случи доколку секој од нас го селектира својот отпад? Доколку ја рециклираме стаклената амбалажа, можеме да заштедиме електрична енергија. Со рециклирање пластична амбалажа и лименки, значително го намалуваме загадувањето на реките и езерата. А со секој тон рециклирана хартија, директно влијаеме врз подобрување на квалитетот на воздухот. Доволно е да направиш мало дело за голема промена. Селектирај отпад, селектирај иднина. Пакомак. Рамнотежа, ведрина, здравје, добра вода баланс, повеќе од вода. Да. Имате стар фрижидер? Добро. А телевизор имате? И телевизор имате. Дали имате компјутер, iPad, немате iPad. Не се троши iPad. Да, имате обичен андроиден таблет, да. Не фрлај стари фрижидери, стари телевизори, стари телефони. Не фрлај каде што ќе ти текне. Црти го овој број и луѓето ќе дојдат пред врата да го соберат твојот електронски отпад. Гостин во оваа епизода е можеби најреволуционерното дете што се појавило последниве 15 години кај нас, затоа што јас и Игор сме од претходниот милениум и не само што е револуционер во својата музика и во својот израз, туку и во својот став. Тоа што тој го прави е извонредно и со еден музичар пред 2 часа точно разговаравме дека има создадено и единствен звук. Продукцијски. Да, можам да те Тонизен. известам дека Гуру Харе те пофали. Чим Гуру Харе пофалил дека во борба. Добре, ни дојде во Агенда 21. Здраво куче. Ти си тип на човек, на лик, на карактер што ни е потребен. Затоа што си херој на цела една генерација која растеше со твојата музика и која се уште се нема откажано. И тоа беше моветот на Гуру Харе, како си единствениот што им го задржал стилот, почнал да создава и нешто ново, нечуено. И тоа е многу добар комплимент, да знае. Тони, кажи ми сега, знам дека си родител. Да, ајдоле. И сигурен сум дека барем еднаш во животот си се запрашал, кога ќе те нема тебе, твоите деца, како ќе живеат, во каков свет ќе живеат? Да, често се запрашувам за тоа и мислам дека и сите тоа се запрашуваат на многу наврати, на многу луѓе не им е гајле. Мене ме засега понекогаш, но исто ја како генерација, предходните мои, не знам, дедо и постари, сигурно си викале како ли ќе живеат. Се сеќам на дедо ми од време на црно-бел телевизор, што правите бе со тоа. Еве живееме, така да и мислам дека што помалку сме загрижени, што повеќе ги поддржуваме во овој нов амбиент или модерен нов дух,
младите да се снајдат и да преминат низ овој процес, полесно ќе им биде. Наместо да кажуваме моето време вакво, леле вие се што ќе правите, ќе прават. Тоа Они во една се книга го има напишано, сите се старци се жалат дека во нивно време Време било било подобро. Татковците нивни во нивно време било подобро, па така испаѓа викам дека во камено доба било најдобро. Така срце. И посакуваш ли, да речеме, знаеш дека има голема миграција на млади деца од тука и си одат, просто не се гледаат себе си тука. не знам кој се гледа себе си тука. Ја бев да бев 10 години помлад ке ме немаш. Да. Ја тоа го викав, да бев, ама не си отидов. Изгледа има причина зошто останувам и вие исто и валја имаме некоја цел да нешто направиме, колку и да ни е тешко или колку да ни е добро. Ја така си ја гледам мисијата. Овде, тоа е позади, пешки, тука раскопано, дури онака ми фали уште поише да се копа. Така бетон ми фали многу ми фали онака да цело време да се буши, пошто Скопје тоа. Во оваа емисија констатираме совесно дека државата воопшто не се грижи за тоа како да ги имплементира овие еколошки тези, постулати за спас на планетата. Никогаш. Да, И од најрана возраст. децата во школите сигурно не учат за тоа. Дали ти како родител се обидуваш да им објасниш на децата што е тоа екологија? Да. За ова исто така имам размислувано и мене никој не ме научил. Добро, земаме примери нели од дома, но земаме и лоши примери и од дома и од надвор исто. Исто и добри примери од надвор и од дома. Ја никош не сум сакал предмет, не знам, општествена одговорност или екологија која се појави. Јас лично сакам баскет да шутирам и да играм кошарка. Меѓутоа никош не сум имал некаков порив да нешто фрлам, значи ден денес иде Добро, хартиче за ама мале. играњето баскет во мало и кошарка е поздраво од дрогирањето и не знам. Да, ама мислам дека не се работи за тоа. Седи малку сети. Слободна Многу бутка. важно треба да кажам нешто. Да. Така е. Мислам дека околу тоа дрогирање, алкохол, има многу луѓе што ги се по тие пороци, меѓутоа никогаш не би фрлиле ѓубренце, а има некои спортисти, пример ја гледам сега на жичара се возам и тој пред мене јаде чоколада и го фрла картивчето. Да. Или имаш покрај патот, не знам, било каде земете имаш континер цел напред по природен процес на човекот, нели? Кај ќе си фрла, тие може се нера спортисти сите, четворица, а по овие што се нели наркомани, може они па имаат некаква свест околу тоа, се само повредуваат, ама па не ја повредуваат планетата. Околината. Види, планетата е окей, како што викаше Џорџ Карлин. The planet is fine. Да. The people sucks, вика. Чувствуваш ли некако да им се обратиш на својата публика и некако да извршиш макар мало влијание? Што направи сега ти? Сега со ова знаеш дека се помрна планетата. Да. Се шифна. Пали гаси си верам. Исто пак по мислење, по чувство ќе кажам, да, загрежен сум, немам решение, немам што да им кажам. Сам глупо ќе биде сега да ги научам кој сум ја да го учи тој. Не, ама си затоа што не. Претходно зборев, извини, дека не ме учеле, него едноставно како или го имаш или го немаш. Пак ќе кажам, моје мислење не значи дека сум управо. Ја така и по чувство дека од секој сум имал грижа на совест и сум имал некакво, не знам, поврзаност со природата. Без тоа ѓубреница, фрлање харти, тоа нема врска, ништо нема да наштети. Тоа е за нашиот концепт како луѓе. За поголеми работи правиме муаве, да. Бидејќи во другите земји еве излезете, не знам, после Словенија па на кај Алпите идете таму Франција, Италија тие. Од страна не може да видите ништо хартивче, нешто било да се баш кој си кај хартивчињата у кола си, на семафор и тој пред тебе. И сладоледо, тоа и го фрла. Реагираш? Свириш барем, да дојдеш дечко, што направи? Да, некојаш ми доаѓа како до ние клиповите да излезам да му го вратам. Нели, и мене ми доаѓа. Меѓутоа у еден момент имам една бариера кај што викам кој сум, па јас него не заслужува се да го учам ја него како треба. Нека си брка работа, нека си научи, поготово возрастен човек. Кој сум јас, аве ти ѓубре тој. Добро, ама за возрастните констатираме дека не можеш да ги научиш. Затоа ти обрнав внимание. Тие што те сакаат, што те поддржуваат, што ти се публика. Што си господ за нив, што ќе кажеш ти и тие го слушаат. Така е. Па правиш акција, да. Па мислам дека автоматски тие што слушаат веќе некаков идол, пејач, спортиста, автоматски се во таа негова област и автоматски него ова твое гостување сега
овде кај нас, сигурен сум дека ќе ги натера, затоа што тоа ни зема прашање да седат и да слушаат. Па немаме друг начин толи инаку да ги научиме. Точно така, Да ги натераме да не слушаат, Да не освен слушаат. што Точно така. И затоа Така ќе се навратам на преска, затоа целта ни е тука да бидеме, да не одиме за некој да поттегне нешто да се спомне, за да напреднеме ние во тој правец околу екологија, грижа за планетата, глобално затоплување. Да, ма да тоа не се е тоа све- флоскулно, туку да веруваш во тоа што го пишуваш и што го репуеш, да речеме. Селектираш ли отпад? Кога има таква област, секако дека селектирам. Тоа е Ние главниот немаме проблем, да. област. Значи, не може филм да се прави, ме селектирате. Кој е селектирање наредени тие после Так. 2-3 недели. А добро е у твој аеродром, има ли места? Има ли? Пак ќе кажам, не со исклучоци, нормално. Не занима толку, не сме до таму стигнати. Убаво е да се селектира, еве по другите странски земји, ѓубреџиите или тие што се грижат за тој дел, да речеме, од општеството, се мангупи фраери се. Добро изгледаат, си ја сакаат работата, чисти се сите контењери, секој фрла собира пластика, шише, лименка, комплетно цело ѓубре у тоа и никој не прави проблеми бидејќи таква е таа структура. Батериите, кај ги фрлаш, кога ги фрлаш, кога ќе им дојде крајот? Баш се пред некој време тоа кога гледам ги вадам и ги собирам нормално или не знам ќе отидам најблизок трговски кај што има за рециклирање, не знам, Веро Џамба ако смеам да го спомнам, Добро. имаше онакви, знам да ги фрлам таму. Добро. Ама пред некој ден сега гледам ги вадам и ги фрлив и ѓубрето дома, ги Тоа фрлам ти е се. најштетниот електронски отпад, знаеш. Знам. Одвратно. Но што ќе кажам, не сум у таа структура да ми е тоа мене, Да. знаеш, се уште ни е на Ние ќе ти гурање. подариме една за да си ги собираш тука да ги чуваш и кога ќе дојде време имаш тука информација каде може да ги рециклираш. Ова е добар потек. Мал чекор за батериите. Мал нешто да се чикор за почне. батериите, молим лепо. Многу Вежбањето. зборуваме овде за една од главните теми, ние глобалното Затоплување. Веруваш ти во таа работа? Има глобално затоплување, точно. Сега дали ние го забрзуваме тоа? Го забрзуваме Го сигурно. забрзуваме. Бидејќи имаш сигурно. многу документарци ги гледам, окей, па и си викам чекај, можеби е вистина, можеби не, меѓутоа ако проверам по лично искуство, па Така, имам де двете имам страни избор мора да се видат имам сега, избор нели? да изберам и да верувам Имаш, Шести се да. расправите. Не, ама имаш избори да научиш и да Пример дека прочиташ. фармите оние што Cowspiracy еден документар што го гледав дека тие се највиновни за тие гасови. Да, ама треба сепак испуштале двете највеќе. страни, затоа што Двете, така не е. секогаш, еве сега во моментот има два документарци, едниот е Дейвид Летерман го интервјура Зеленски во Да, метрото во во Киев, метрото. а во исто време излегува филм како Така е. Оливер Стоун Да. го интервјура Путин. Пут, И да. сите се у студио некој. И си се некој Да, не е тоа битно, сигурно. сакам да кажам и светот сега барем тоа пред 10 години можеше да се замисли, може веднаш истиот ден да ги види двете приказки. Така е. И да расудува и да донесува суд таму. И тоа ми е некако Да. фер. Ептен ми е така. Ферски Да. за тој ми се допаѓа времево на брзо време, технологија модерна, значи цело време идеме. Не сме застанале. Не Да, сега. само за една работа треба да бидеме среќни како генерација, сите и ти си некаде тука. Да. Генерација зборувам ние што сме Баш ме живееле фатиле немање, ја викам, во исто и време. имање. Да. Значи, јас сум телевизија, значи компјутери, Да. се доживеав, сите Да. можни пореметувања, тектонски војни ова, и ако за нешто треба да бидеме среќни дека сме живееле во најбурното време во историјата. Тоа. Така е. Јас тоа цело време сум благодарен за тоа и го спомнувам, бидејќи имам искусено. Немање и имање, зборам, немаме информации, тука е само искуството. Добро, телевизор црно-бел, па дедо ми, ај стисни прва, па ќе стиснеш прва, втората излага па втората. Да речеме такви некои... Имавме такви, имав. Имав. Две копчиња, едното е. Прва и втора крај и трето, четврто, пето, шушти. нема Е, што дознам за тоа шуштење, дека тоа се нели тие пропаганди кампањи што white noise ги хипнотизира луѓето и ние сме приврзани за Да, телевизор никога бевме бидејќи мали, хипнотизира. немаше македонска телевизија и заспивавме секоја вечер со Београде, Београде, ко сунце сјаш, бели граде, наш вечни граде, наш вечно наш. White noise. Идо со white White noise. Ја сега спијам, не се зафркам, спијам со white noise. Сам има веќе не, мислам тоа е многу познато. Имам Луѓе што една имаат проблем апликација со- за спиење, имам Не, една. ова е white noise. Значи пуштам 12 hours white noise и шушти. И ја бираш фреквенцијата дали да биде или Добро, да.
успева, помага. Мене имам проблеми со слух, со пуштање музики и настави. Немаш ти проблеми со слух, ти изложил доктор. Ти благодарам што дојде пријателе, драго ми е кога те фала видам. ти тоа. Стварно Фала ви. имаш еден посебен вид Фала на ви енергија за што вас. знаеш Да. вешто лукаво А да добро, и речам вие да, мислам се, нали, се наоѓаме тука исто со исто се. да си ми жив и здрав, Фала поздравам ви на до поканата и мене ми беше до баш аеродроми убаво Ново ова, Лисиче. стварно ќе го потребам и Да. сите млади да превземат одговорност за себе, па после тоа Па барем за метек ти, околу тебе имаш милион Батерии. фанови за што користат батерии, што се музичари. Батерија зис. Микрофони. И сите да дуват кога ќе биде магла. Сите фанови да дуват на 3-4. Пошто чара нема друго. Така е, фала Тони. Фала Фала, и Тони. на вам. Во Европа Норвешка е прва на листата за создавање на електронски отпад. Нашиве генерации веќе стануваат предапокалиптични генерации. И мислам дека нашите деца повеќе со гас маски ќе мора да шетаат. Леле, На ова, улица. па уште сега шетаме со маски, само што не се гас маски. Да. Мене ми е прекрасен пример да речем на шведскиот образовен систем. Шо вика Те тоа? имаат Национална агенција за образование која обезбедува наставни програми за предучилишни, основни и средни и стручни училишта. Генерално, вклучувањето се предмети за климатски промени и во тие предмети се заснова димензијата за когнитивно учење, значи преку спознавање Навање, да. и примери, а учениците се охрабруваат да развијат собствено расудување и разбирање. Значи ќе им дадеш пример и после тие имаат можност да размислат и да видат на база на селективен ум. Аха, чекај, ако ова е тоа, тогаш што логика, Па поточна тоа ти е тавтологија. општество што создава Така. здрави поединци, млади луѓе со навики правилни. И затоа после имаат сосема друг однос, знаеш, кон климатски промени, затоа највеќе имате, не знам, продукции, сега ова е вон контекст, ама највеќе имате продукции шведски и дански, кога се работи за екологија. Затоа тој Ричард Атенбороу од 96 години што има 50-60 години зборува само за екологија и затоа е само еден од Англија е. А сите документарци што ги гледате реално за екологија, за климатски, за се што нас сега ние го зборуваме, се си или швеѓани или данци. За сериозно. Значи Европа, ништо понапред. Ништо. Затоа јас упорно тврдам дека е многу битна формата како да и методот како да им се пристапи за да им биде интересно. Затоа и го прикажавме тоа во новогодишната Да, емисија на начин и да видиш како сите научија се. Знаеш, им беше интересно. Супер. А вас ви беше или интересно? Они беа на дейт. Нешто сте ми Најубаво си. немтури по македонски, немтури денес. Бели коњи, седлани и сјајни бисери, јас ке донесам. Тајни морски длабини и сјајни ливади, ке ти подарам. Сите турски цареви и римски легии не се доволни да те одбрана. Ајде, дечки! Опасно сум љубен во тебе, не сваќаш, луд сум без тебе. Ноќва е дивка прекрасна, води ме во рајска градина. Ла ла лај, ра 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 лај, ра ра лај, рај рај, ра рај, ра ра ра. Рај. Чао, Македонија.